цел да ја намалиме невработеноста кај младите, Владата на Република Македонија спроведуваше бројни проекти и мерки со цел да се отворат што повеќе работни места. Резултатот од работењето на владата предводена од ВМРО-ДПМН е приближно 120.000 нови работни места, споредено со 2006 година. Оваа бројка ја достигнавме преку привлекување на десетици и десетици странски инвестиции, кои отворија фабрики низ целата земја, како и преку другите активни политики и посебни проекти за отворање на нови работни места, кои како влада ги спроведуваме. Нашата цел е до крајот на следниот 4-годишен мандат стапката на невработеност да се намали на ниво од околу 22%, што е остварливо доколку нема некои нови кризи во европската или светската економија. Во наредните 4 години се предвидени голем број на мерки за зголемување на вработеноста на младите лица. Така, например, преку проектот Ослободување од плаќање на персонален данок и придонеси, работодавачите од приватниот сектор, кои ќе вработат невработени лица до 29 години возраст, со полно работно време. Наредните 12 месеци ќе бидат ослободени од плаќање на персонален данок и на придонеси, односно ќе бидат ослободени од плаќање на 37% од просечната бруто плата, цели 12 месеци, со врска да ги задржат младите уште најмалку 12 месеци. Со оваа мерка значително ќе се зголеми бројот на вработувања на младите во Македонија. Се планира посебен оперативен план за активни мерки, специјално наменет за вработување на млади, со кој годишно ќе се вработат над 3000 млади лица. Овој проект има вредност од 150 милиони денари. Во овие мерки влегува и програмата за вработување Прва шанса. Државата ќе го субвенционира вработувањето по моделот 3+6, кој предвидува 3 месеци субвенционирано вработување со полно работно време и 6 месеци оврска на работодавачите да го задржат на работа или на негово место да вработат друго невработено лице. Со оваа програма ќе се субвенционира над 1000 лица во време трајање од 3 месеци во износ од 13.000 денари бруто плата. Ќе продолжиме и реализацијата на програмата за самовработување на невработените лица, преку која со грант од 3000 евра ќе може да започнат собствен бизнис голем број на невработени лица. Преку програмата Практиканство на млади лица, владата ќе им помогне на младите што поподготвени да се вклучат на пазарот на труд. За спроведување на оваа програма ќе се исплаќаат по 6200 денари за лице месечно, со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување, во период од 3 месеци, а предвидено е да се субвенционираат 2000 невработени лица. Дополнително ќе се реализира и програмата за самовработување со кредитирање за млади лица и програмата за поддршка за вработување во микро и мали компании за млади лица. Со првата програма за самовработување со кредитирање на млади лица, на сите млади лица до 29 години кои сакаат да се самовработат, ќе им се обезбеди можност за подигнување на кредит во износ од 7000 евра со грејс период од 18 месеци и период на враќање од 66 месеци. Со програмата за поддршка за вработување во мали и микро компании на млади лица до 29 годишна возраст ќе се обезбеди можност работодавачите кои ќе учествуваат во програмата да добијат кредит во износ од 4000 евра за секое нововработено младо лице до 29 години. Во следниот мандат исто така планирано е да се реализираат и повеќе проекти за поддршка на стандардот на младите и зголемување на нивната мобилност. Нашиот главен фокус на внимание и во наредните 4 години ќе биде помагање на домашните и привлекување на странските инвеститори да отвораат нови работни места во Македонија. Ова се само 7 од големиот број на мерки кои имаат за цел обезбедување на нови работни места за младите, а се предвидени во програмата. Прочитајте ја програмата и одете на проверка, затоа што има разлика. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш. Заокружи број 5